Се враќаме во студиото затоа што е време да започнеме и со првата наша денешна тема, како и нашите гости кои што веќе ги пречекавме овде во студиото. Вчера имавме на вистина ведра тема како за почеток, меѓутоа денешната не би рекла дека е толку ведра. Не засега сите нас пред се, она што централно ќе говориме, не дека тоа ќе биде единствена тема. Меѓутоа загадениот воздух негативно влијае врз нашето здравје, подеднакво би рекла. Меѓутоа тука има и личности и групи, на пример децата, кои што може би се најранливи кога во прашање ваквиот воздух, а мораат да го дишат, што значи како што и претходно напомена Сања, дека се прекршуваат нашите основни човекови права, а тоа да имаме убав и нормален и здрав живот, односно да дишаме чист воздух. Така што сите веќе знаеме, Сања, нели време секој од нас да превземе максимум барем што може од себе да за оваа ситуација. Дека се наоѓаме во навистина тешка ситуација, затоа што, како што рече Ана, мораме да дишеме. Воздухот навистина станува нешто најскапоцено, веројатно, барем овде кај нас во Скопје, кога станува збор за чист воздух, а воздухот секако е и нашето здравје понатаму. Најосетливи се секако децата, а секако тоа се нашите најмили за кои што сакаме да се грижиме и на чие што здравје секако посветуваме најмногу внимание. Како да се однесуваме во овие денови, што треба да направиме против аерозагадувањето и како сето тоа се одразува врз децата, а и за секако други теми, поврзани секако со СОС линијата за деца и младинци. Денеска се надеваме дека ќе имаме доволно време, колку толку да опфатиме дел од сите овие работи кои што ги работи и ги превзема во своја рака првата детска амбасада во Македонија Меѓаши. За таа цел во нашето студио директорот на првата детска амбасада господинот Драги Змијанац и координаторката на СОС линијата за деца и млади во Меѓаши Ангела Маневска. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Добро. Меѓаши секако дека постојано се грижи за остварување на правата на децата и заштита на основните права на децата. Но и веќе почнеме со вас, господин Змијанац, доаѓаме во денови кога на вистина здравјето ни се нарушува токму поради нечистиот воздух, загадувањето на воздухот, па како што и напоменав, најмили ни се децата, сакаме да се грижиме за нивното здравје, но што да направиме и што ќе се случува во следниве денови за да се избориме против загадувањето на воздухот? Волшебство секако нема, затоа што ова е деценијски проблем, можеби неколку декади наназад се случува и сега само ги трпиме по системски, би рекол, последиците и секојдневно. И нашето размислување е дека треба да се степенува нивото на одговорност до оние кои не довеле до оваа ситуација. Значи, инцидентни мерки, како што се превземаат, нема да вродат голем плод и резултат, затоа што знаете дека децата мора да одат во градинка, мора да одат на училиште, родителите, екзистенцијата мора да ја обезбедат. И што да превземеме? Да бидат дома, било кое населено место во Скопје е веќе загадено. Не е само Скопје проблем е и Тетово, Куманово, Кавадарци, Битола. Значи, веќе Македонија се рангира на меѓу високите 20 места на најзагаден регион на живење. И сега, ако вие замислите да сте работник во било која фабрика каде што знаете дека свесно се загадувате, а обезбедувате екзистенција. Така да, целото население во овие градови што ги напоменав се жртви на тоа дека нивната екзистенција е доведена во прашање, а покрај тоа е најелементарното право на живот, како што кажавте. Ако ви е загрозено правото на живот, за какви други права ќе говориме? Право на образование, право на здравје, право на воспитување, на правилен раст и развој на детето, кога не само демалите деца, и трудниците, и хронично болните, и многу луѓе, ако веќе градските власти велат хронично болните и бремените жени да не одат на работа, било кај да живеат, тие се подеднакво контаминирани и загадени од частичките кои ние секојдневно мора да дишеме, мора да дишуваме. Ние символично го дигнавме нашиот глас оваа порака. Мир е кога можам да дишам чист воздух. Многумина веројатно мирот не го поврзуваат со ова елементарно право на живот, меѓутоа забележувате дека навистина секој од нас во секојдневието се среќава со тоа дека не се чувствува пријатно во градите и во целиот респираторен систем, едноставно и не е продуктивен и работоспособен. Ако не си продуктивен и не си работоспособен, каков бенефит има заедницата од нас во таква една загадена средина, кога ние не можеме прво за себе да водиме грижа,
а исто така и за нашите најмали децата. И сега што? Сите да си селиме од Скопје, Куманово, Тетово, Кавадарци и Битола, каде да одиме? Тие што се имотни ќе одидат на планина, малце ќе подишат чист воздух, но пак ќе се вратат, ќе се контаминираат. Значи решенијата со и јавен превоз, и со пар не пар. Едноставно јас како дете можам да се сетам во местото каде што сум живеел, имало големи тревни површини, имало дрва на сите улици и немало толкави урбани населени места со толкави згради каде што Скопје едноставно не може ни да се проветри, ни да диши. Среќа наше што ги имаме двете реки Вардар и Треска, меѓутоа вие ако забележувате колку се урбанизира Скопје и колку има миграција од другите градови во Скопје, па сите што ќе дојдат во Скопје ја однапред ни велам дека се жртви. Жртви на подолг рок, значи на краток бенефит ќе имаат економска бенефит. Скопје дава можности за економски образовани било каков просперитет, но од здравствен аспект сите сме жртви и мислам дека треба да се бара на системско решение на подолги патеки. А тоа е едноставно на Скопје му треба кислород. На кислород не се обезбедува со бетон и со згради. Значи што повеќе тревни површини, што едноставно Скопје веќе е толку пренаселено да луѓето и кога користат огрев, користат било што да најдат социјалата и сиромаштијата е на високо ниво за стапеност и всушност и нашиот SOS телефон вели дека сиромаштијата е меѓу првите 5 проблеми со кои се среќаваат децата, така да сиромаштија, здравје, едно со друго си оди и тогаш ќе си платиме цена. Иначе вие одите во било која клиника, ќе видите дека се преполни со деца кои имаат проблеми со респираторните органи и дека навистина кога се они во таа возраст не само што дишат позабрзано, него тоа може да се одрази и со трајни последици по нивното здравје. Тука треба да се солидаризираме сите. Нема тука компромис, нема отстапки. И лекарите, и педиатрите, и граѓаните, и родителите, и граѓанскиот сектор едноставно треба да се мобилизираме во изноѓање на не краткорочни мерки, него долгорочни мерки да ја обврзиме било која структура мораме да на градска и државна да ги почитуваат нашите барања кои ќе бидат испорачени конкретно. Ние сега ќе се формира една неформална коалиција на повеќе граѓански организации, граѓански активисти кои го креваат веќе поинтензивно гласот и ќе испорачаме конкретни мерки кои треба да се почитуваат во наредниот период од страна на граѓаните, бидејќи во оваа држава под број 1 треба да се граѓаните, а пред се децата. Така, децата на прво место и нивната иднина, за да овие загадувања сега што имаме со воздухот секако ги намалиме, да најдеме некое решение, затоа што она што денес ни се случува секако ќе предизвика проблеми понатам. Тек ќе ги гледаме допрва проблемите кои што ни ги носи ова загадување. Ќе стават на листата во Комитетот за правата на детето, каде што Македонија е една од ретките земји каде што е доведена во прашање правото на живот. Што е навистина сериозно. SOS линија за деца и млади функционира, ќе ни кажете од кога, простор каде што можат да се пријавуваат и да се говори за овие проблеми, особено кога станува збор прекршување на правата на најмладите и на децата и на младите. Ќе кажете најпрво колку време веќе ова можат да го сторат сите оние кои што ќе почувствуваат и потреба, меѓутоа и други кои што имаат некаква одговорност тоа да го сторат, бидејќи не секогаш оние кои што директно имаат проблем се одлучуваат да се јават. Така што веројатно навистина значаен простор кој што мора да го имаат оние на кои што им е неопходен. Убаво кажавте, простор. Еден простор каде што децата може да се обратат, возрастните може да се обратат и сите оние загрижени граѓани или членови од потесното семејство, ако се загрижени за можно прекршување на правото на некое дете. Ова SOS линија функционира скоро па од самиот почеток на детската амбасада Мегешчи со извештајот за 2016 година. Заклучивме 23 години од постојање на оваа SOS линија и каде што се регистрирани повеќе од 20.000 повици. За жал, би рекла, тие повици се континуирани од година на година, бројот варира, но секогаш постојат. Освен тоа што, како што убаво кажавте и самата, простор представува и еден промотер на детските права и една сигурна средина каде што децата можат да се јават и ги кажат своите проблеми, меѓутоа како што и напоменав и претходно, не само децата, туку и возрастните, членови од нивните семејство и загрижени граѓани.
кој што претпоставувам дека сега тука сите сакаме и најдобро ќе биде доколку јавувањата се во што помал број, во смисла да нема реални проблеми, меѓутоа од друга страна треба да биде нивниот број голем ако постојат навистина проблеми, затоа што мора од некаде да се почне со нивното решавање. Во таа смисла колку навистина помага овој простор што се однесува до постоечките проблеми и дали навистина постојат и одговорни граѓани кои што се свесни колку е важно тоа нивно јавување за нештата да пред се почнат од некаде да се променуваат кон подобро. Има повеќе функции со телефонот. Една од главните функции би рекол освен тоа што застапуваме за децата и во институции каде што се представуваме и каде што функционираме како медиатори помеѓу граѓаните и надлежните институции, исто така и со телефонот е едно место каде што децата, па и возрастните можат едноставно да се искажат. За многу луѓе СОС телефонот е можеби првото место каде што тие го пријавуваат својот проблем, да речеме кога станува збор за семејно насилство, можеби токму јас како операторка или некој од волонтерите можеби се првите кои што го слушаат тој проблем и со самото тоа кажување детето па и возрастниот се растеретува од тоа. Тоа е можеби една од главните функции на СОС телефонот, затоа што луѓето многу често не имаат каде тоа да го кажат. Да. Другата функција како што напоменав и претходно, застапување за децата и за детските права. Значи кога ќе ги добиеме ние тие дојави, веднаш постапуваме по најдобар интерес на детето, без разлика дали тоа станува збор за некаква јавна реакција во вид на соопштение, некаква било каква реакција во јавноста или пак дописи до надлежни институции. Тука во зависност од проблемот и во зависност од длабочината на проблемот и за тоа дали дојавувачите сакаат да останат анонимни, не сакаат да останат анонимни, се преземаат соодветни мерки. Меѓутоа, она што би сакала да го нагласам е дека тука функционира нели правната служба која што служи да праќа дописи, известувања и представки до надлежните институции кои што многу често не се запознаени со тој проблем затоа што граѓаните чином имаат некаква доверба во граѓанскиот сектор и особено во детската амбасада меѓаш токму за да го пријават тој проблем, а и токму поради континуитетот на оваа СОС линија и поради помошта и поддршката што ја добиваат тука, без разлика дали станува збор за правна помош и поддршка или за психосоцијална помош и поддршка. И тука секако ќе ги поканеме и гледачите на Македонија денес, секако доколку сакаат имаат некое прашање и нашите телефонски линии се отворени, секако ги очекуваме вашите јавувања. Ние продолжуваме понатаму. Ангела убаво ни кажа дека СОС детската линија навистина постои можеби прво за некого единствено место каде да се обратат за помош. Што вели извештајот? Кои права на децата се најчесто прекршувани кога станува збор за нивните јавувања, контактите, советите кои што ги бараат и помошта? Каде се најранливи овие категории? 4 се излистани кои се повторуваат неколку години наназад, вклучувајќи и сиромаштијата и неписменоста која во континуитет тука некаде се спроведува во зголемен број на деца исклучени од воспитно-образовниот процес. Првиот проблем ни е децата кои имаат проблеми со родители кога нивните родители се разведуваат и кога не може да се договорат и кога треба Центарот за социјална работа да постапи кој родител ќе биде родител со полн капацитет или примарен родител или родител кој ќе посвети максимално време за чување, згрижување и воспитување и вториот родител кој има право на викенд видување. Тука група на родители се побунија, побараа поддршка од нас. Ние им дадовме поддршка, во процедура сме да направиме и домашна и меѓународна една конференција, компаративна анализа да видиме како светот тоа го решава, да детето ја почувствува благодет на воспитување, згрижување и воспитување од двата родители, иако тие се разведуваат, нивното родителство не престанува. Значи, иницијативата е заедничко и одговорно родителство и по развод, без менување на место на живење на детето, но со еднакво количество на видување, грижа, чување на двата родители. И сметаме дека тоа е едно од најдобрите решенија и препорака и од Комитетот за правата на детето, со тоа што со оваа иницијатива мислам дека ќе има повеќе работа Центарот за социјална работа да се малце помачи, стартните позиции на двата родители да бидат исти, но во процесот на родителствувањето Центарот за социјална работа да мониторира, да наблюдува дали родителите квалитетно го остваруваат родителското право независно што се разведени и ако не се остварува квалитетно, тогаш на некој може да му се даде право на видување, а дури ако и неквалитетно го остварува и правото на видување, може и да му се одземе родителското право. Вториот проблем е семејното насилство. Многу често забележуваат дека жените се жртви на семејно насилство, во поголем број би рекол 75 до 80 мажите се насилници, меѓутоа малце се потенцира дека во средината каде што мајката
или жената е жртва на семејно насилство, многу често директно и многу потешко траумите ги поднесува и детето, и целото семејство на жртвата. И дека треба се работи паралелно и со сторителот на насилството и со жртвите. Треба да се работи интензивно и од страна на центрите социјална работа околу советување за тоа што значи брачна заедница, какви се одговорности има брачната заедница, значи едно советување бидејќи тоа не е така едноставно, а уште повеќе да се работи и околу тоа кога таа брачна заедница ќе се растури. Многу бара интензивно работење од центрите социјална работа, какви се последици брачните другари, родители ги трпат кога ќе се разведат и тие и детето. Третиот проблем ни се децата на улица, децата питачи, ама не само деца питачи, туку деца на улица, деца бездомници и деца на улица. Покрај генералниот проблем на злоупотреба на детскиот труд, најголем број питачи има деца кои работат, кои се принудени да заработуваат, принудени од страна на сиромаштијата, принудени од страна на своите родители, а многу често и жртви на организирани мрежи на банди кои го злоупотребуваат детето за остварување на профит. И ние тука многу стрикно се залагаме дека образованието е клуч на овој проблем и дека децата од оваа ранлива категорија мора да имаат бенефиции од страна на државата и на време да се клучат во градинките и да биде задолжително градинката за нив, затоа што едно дете помалку вклучено во училиште ќе има помалку на улица и на тој начин успеваме да го решиме проблемот со неписменост и сиромаштво. И четвртиот проблем е сексуалната злоупотреба што ја вршат возрастните на децата, педофилија и инцест, родоскрнавање, многу често на децата им е познат сторителот, но она што загрижува во последниот извештај дека имаме постар малолетник кој извршил сексуален напад над помало дете и тоа значи дека тука треба да се алармира воспитно-образовниот систем, тоа да се препознава и да се превенира и да се работи со сите деца на запознавање на елементарните права, а и знаци кога детето трпи врсничко насилство, особено сексуално насилство. Ова е навистина загрижувачки. Дали ова е сега во последниот период појава или можеби сме се сретнувале со вакви појави на сексуално насилство врз постар малолетник, врз помлад малолетник? Имало и порано, но не така како минатата година. Порано не биле проблематични ситуациите со педофилија и со инцест, родоскрнавање, а оваа година е малолетничкото насилство. Да, навистина загрижувачки во секој поглед, навистина бара особена работа и труд како на сите социјални установи, пред се мораме да кажеме во образовниот систем загрижување на сите овие деца. Имам едно прашање до Ангела, колку се анонимни јавувачите или пак отворено зборуваат со јавување на својот идентитет кога се јавуваат на СОС линиите? Па има и такви јавувачи. Не би можела да кажам конкретна бројка, но се плашат ли за себе да се пријават со своје име, да ги дадат своите податоци, стравуваат ли или имаат можеби сигурност во вас, во операторите кои што сте таму за нив? Така. Податоците кои што тие ќе ни ги дадат, доколку тие побараат да останат анонимни, тие ќе останат анонимни. Меѓутоа, она што е алармантно е што се повеќе граѓани веќе и до толку се имаат јавувано на места, имаат барано некаква помош и поддршка и веќе можеби понекогаш ние сме последното место каде што се јавуваат, не сме секогаш ни првото и кога ќе се јават последно место кај нас веќе име како сакам дури би излегол на телевизија, би излегла пред камерите, зборувам, не би го штитела веќе својот идентитет и тоа е многу алармантно заради тоа што тие луѓе повеќе немаат што да загубат. Ако ние како граѓани, како општество сме дозволиле да тие луѓе така да се чувствуваат да немаат повеќе што да изгубат, тогаш веќе многу тоа е за нас пораз. Тогаш веќе ние многу сме изгубиле. Како ќе оцените состојбата во Македонија што се однесува до свесноста, колку всушност ги прекршуваме правата на децата? Знаеме дека имаме примери каде што тоа се прави со полна свест, за жал. Меѓутоа, претпоставувам дека во секојдневието имаме примери каде што, просто да земеме од страна на родителите се случува правата на децата да бидат прекршени во дадени ситуации можеби несвесно. Родителите се многу важни и воспитувачите во развојот на детето. Меѓутоа, она што сакам да нагласам дека моќта е сконцентрирана некогаш и во државните институции таму каде што нашите деца престојуваат учат. Ако затаи одговорното родителство, не може институциите да го препуштат неодговорното однесување на родителот и да се амнестираат од било каква одговорност.
А она што сакам да нагласам дека има некои состојби кои се детектирани во државата и каде што ние постојано повторуваме за проблемите, а не се надминуваат. Велиме имаме 1500, 2000 до 4000 деца невидливи, фантом кои може би бидат грабнати, киднапирани, па се надмудрува Министерството за труд и социјална политика со нас дека се евидентирани 330, не сакајќи да свата дека тоа е евидентирана бројка, а сивата бројка е можеби 1:5, 1:10. Велиме дека има секојдневно 2000 деца на крстосниците кои питачат и чиј труд се злоупотребува. Се прават некои инцидентни решенија со прифатни центри, велиме дека децата по престојот повторно се на улица, нивниот труд се злоупотребува многу директно, многу конкретно, дека тие деца мора да се вклучат во училиште. Велиме дека локалната самоуправа не е доволно само да води грижа за инфраструктура, дека секој одговорен градоначелник мора да има јасна евиденција колку деца му се во регистарот кои не се вклучени во училиште, дека за училиштето мора да биде решение и клуч на проблемот со злоупотребата на детскиот труд. Велиме дека во Македонија има 18.000 деца кои не се вклучени во училиште и тоа е голем проблем. Во континуитет нема демант или потврда на таа бројка од страна на Државниот завод за статистика или Министерството за образование. Велиме дека 200.000 деца не успеваат да завршат основно или средно училиште и вие што сакате кога имаме неписменост, сиромаштија, злоупотреба на детски труд, имаме криминал, веќе децата се жртви не само на родителите, туку и на системот и системот наместо да биде контролен механизам станува соучесник. Што значи дека вашата генерална оценка, ако добро ве разбрав, е дека не се почитуваат правата на децата. Не се почитуваат. Не се почитуваат. Ние што ако ги информираме правата на децата, родителите и децата кога затајуваат државните институции таму каде што треба да бидат максимално функционални. Имаме институција Народен преобранител кој ние постојано се допишуваме. Имаме институции Трудов инспектор, постојано се злоупотреба детскиот труд сезонски кога децата осусуваат од училиште. Имаме просветен инспектор кој исто така забележуваме дека не води доволна сметка дали децата се вклучени во училиште. Градоначалниците, како што ви реков, не водат доволна сметка колку деца не одат во нивната општина и не се вклучени во училиште. Едноставно ситуациите се повторуваат, ние ги документираме, ги аргументираме, ги претечуваме во извештај кој го доставуваме до Комитетот за правата на детето во Женева. Од таму стигаат препораки, но нема кој да ги спроведе тие препораки. Ние сме членови на многу комисии државни во Република Македонија. Еве јас сум член на комисијата при владата за правата на децата. Веќе 3 години не се среќа таа комисија, а барам и инсистирам да се сретнеме. Успеавме преку комитетот да добиеме и право на глас, да бидат вклучени барем 4 граѓански организации, за да се направи проверка што од претходниот извештај од комитетот е спроведено во Република Македонија подобрено. Ние не можеме да направиме оценка на претходните препораки, а сега стигаат нови препораки кои ќе стигнат од граѓанскиот сектор преку Македонската коалиција за правата на детето во Женева, повторно нови препораки и нема кој да ги спроведува. Добро. Имаме проблем со спроведување на конкретните забелешки препораки. Значи, имаме проблем со функционалност и постапување по најдобар интерес на детето. Не само доволно да гласно говориме, него имаме проблем со степен на одговорност. Не се превзема одговорност кога ќе се наруши елементарно право на детето. И во тој степенување на одговорност ние имаме проблем во функционалност. Одговорност секако треба да поиде и од семејството, најпрвин од родителите, а потоа нели во целото општество и во целата држава, целиот систем треба да биде одговорен за сето она што се случува. Немаме многу време, дојдовме до самиот крај на вашето денешно гостување, но верувам дека допревме до граѓаните кои што не гледаат. Само да ви кажам, ако се фокусираме кон родителите, така ни е малце полесно. Ја не велам дека родителите не се клучни. Ние сме упатувале кампањи за одговорно родителство, дали денес го гушнавте вашето дете, дали му кажавте колку го сакате, дали денес разговаравте со вашето дете. Меѓутоа, замислете, и родителите сами имаат проблем во начинот на вредносен систем кој е воспоставен да посветат квалитетно време за родителствување со своите деца. Многу работи треба да се променат според она што успеавме денес да го слушнеме. Секако ги поттикнеме, доколку ги има оние деца, родители, млади кои што сакаат да побараат помош, СОС линијата за деца и млади е активна. Вие сте таму да помогнете. Нека биде тоа веднаш штом почувствуваат некој проблем, веднаш штом почувствуваат некоја потреба дека треба да се јаве, да не биде тоа на самиот крај кога е веќе доцна. Ви благодариме. Благодариме и вам. Се надеваме ќе има прилики каде што ќе може и подетално за одредени проблеми да говориме, затоа што сепак во овој случај времето толку не дозволува. Ви благодарам.
благодарим уште Ви еднаш. благодариме многу за гостувањето на вам и секако успех во остварувањето на правата на децата, она што е наша желба. А ние ќе продолжиме понатаму, следува стандардно реприза од емисијата Анализа. Денеска секако тоа ќе биде анализата поврзана со спортот и со нашиот колега Владко Арсов, а ние се враќаме веднаш по вестите во 12 часот.